Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Тито Петковски. Википедија за Тито Петковски само неколку црти. Председател на нова социјалдемократска партија, пратеник во Собранието на Република Македонија во сите пратенички состави од осамостојувањето до пред овој состав, правник, но пред се професионален политичар. Висок функционер во претходниот систем, во претходната држава и во независна Македонија, во еден мандат и председател на Собранието на Република Македонија, кандидат за председател на државата во 1999 година, на кој имаше бројни забелешки за процесот со обвинување за голем изборен фалсификат, поради што не стане и председател на државата. По долгогодишно членство и функционерство во Социјалдемократскиот сојуз во 2005 година ја формира нова социјалдемократска партија, во која беше и дел од извршната власт во првиот мандат на тогашниот луд партиски опонент ВМРО ДПМН, на тогашниот премиер Груевски. Тито Петковски, добре дојдовте во Цивил прес студио. Добро најдов, благодарам на поканата. Бевте втор човек на државата, а не бевте на бината вечерта на 8 септември 1991, прашањево е по повод јубилејот, 30 години од самостојност и независност на Не ви е точна информација. Бев втор човек во Собранието, бев подпредседател на Собранието, а прв човек на информацијата во дело дека не бевте на бината вечерта. Тоа е точно, но бев на плоштад. Тоа не го намалува мојот однос, празничен, така да кажам. Шефот на опозицијата Христијан Мисковски ми давате идеја за под констатација, ако може така да се изразам, вели не бе во Собранието, бев пред Собранието, не? Не само јас, бевме огромен број на пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Шегувам, но прашањето ми е зошто не се качивте на бината каде што беше председател? Не ми е мене местото за на бината. Во својство на подпредседател на Собранието. Местото на бината е на председателот на Собранието и оние министри, председателот на државата. Морам да ви кажам, јас не се согласувам со издигнувањето на култ, на фотографија што вие новинарите ја пуштате, секојаш кој ќе стане збор за нашата независност ја го пуштате. Нема друга. Тоа е единствената снимка на македонската телевизија. А знаете ли како настана тоа? Радио Скопје имаше директен пренос. Значи, ние не знаевме, ние добивме информација македонската јавност со повикот дека вечер ќе се организира прослава по повод успешниот референдум за независноста на државата, а практично председателот на државата, премиерот Клјусев, министрите, тоа го договарале и во моментот се договарале, во моментот кој ќе се добијат официјалните резултати од референдумот, сите на плоштад. И како што видовте, тамо покрај председателот Глигоров, се премиерот и министрите, тука е Љупчо Георгиевски и некој од македонската телевизија. Значи, мал број на луѓе кои што беа во тоа време на функции знаеа дека ќе има еден ваков настан. Таа слика остана и таа говори, демек, за некои други конотации се дават политички. Таму и моето прашање, да појасниме малку. Види, Зоран, ако само со две реченици сакам да го тоа да објаснам. Тие луѓе што ги видовте таму на бината, ниеден не учествуваше во промоцијата на идеите од референдумот и барањата за успешност на референдум. Јас, луѓето... Освен председателот, председателот, министерот за правда... Никој од нив не учествуваше во, така да кажам, кампањата за успешност на референдум, освен Киро Глигоров. А тие први се качаат тогаш на бината да знаете зошто тоа се случи. Затоа што ВМРО ДПМН не прифаќаше референдум. Така сакаше со декларација по примерот на Хрватска, но мислам дека некој од меѓународна заедница или вие од тогашната, нели, позиција на власт или опозиција, сеедно, на некој начин бевте и власт и опозиција, техничка влада, по сугестија на некои веројатно меѓународни фактори, колку што јас се сеќавам, бидејќи Македонија никогаш не била посебна држава самостојна,
не сугестијата беше да се оди на референдум. Тоа ВМРО ДПМН сакаше по примерот на Хрватска, но Хрватска си имала некоја своја независна држава во некој Рано период. отцепување од Југославската федерација, ние тоа мислевме дека може многу да се менаџира политички, да се информираат граѓаните што практично значи таа одлука и сакаме по мирен пат раздружување од Југославија. Петковски во минута две поминаа 30 години. Одбележавме 30 години од референдумот, од самостојност и така натаму, од првиот устав, од првата државност практично самостојна и независна. Каде се движеше Македонија? Каде погрешивме, ако погрешивме? Која е вашата оценка во минута две за македонскиот пат и институционален и општествен секако? Нели бевте пратеник постојано во собранието. Каде се движевме, кои беа отпорите, кочниците за денеска да малку да заличиме на поцивилизирана држава, на поевропски и економски поразвиена? Видете, мислам дека ако може да го дефинирам со една реченица, огромни очекувања, големи разочарувања. Граѓаните смета од моментот, мношмото граѓани, на прогласувањето на нашата самостојност, дека работите суштествено ќе се променат. Од самиот старт ќе живееме побогато, подемократски, побезбедно, ќе се отворат можности за вработување, меѓународна интеграција и така натаму и така натаму. Тој процес траеше страшно споро. И затоа говорам дека очекувања огромни, колку се поголеми очекувањата, толку е поголемо разочарувањето. И ако може директно да одговорам на прашањето каде е Македонија, мислам дека сме се уште на почеток. На почеток на очекувањата на граѓаните да бидеме самостојна, суверена, богата, независна држава, меѓународно почитувана, меѓународно призната. Ние уште не го завршивме меѓународно, оној последниот процес меѓународното етаблирање на Македонија, бидејќи проблемот на името долго време беше до моментот пречка да тоа се реши до моментот на потпишувањето на договорот со Грција за пријателство и соработка. Преспатскиот договор, така наречен, и од тогаш полека почна да се отварат вратите приемот во НАТО, желбата за почеток на преговори со Европската унија. Значи, сепак може да констатираме дека се движиме, не сме останале 90. Јас сакам да кажам, 89-91. не, останавме на почетокот на очекувањето на граѓаните да бидеме богата држава, слободна, демократска држава, денес демократија, се уште е мислење. Партизацијата на македонското општество, политичките партии кои што се организира на една етничка основа, практично го сегментираа македонското општество на етничка основа. А како што знаете, во нашиот устав пишува дека се определиме да градиме цивилно општество. Добро, но кога вака зборувате, сега јас ќе ве прашам во име на јавноста, нели пак и вие бевте и сте уште 30 години во таа македонска самостојност активен политичар. Вашиот придонес е минус или плюс во таа активност? Јас сакам да ви кажам, не бегам од моја одговорност. Говорам за политичарите, сепак во тоа време многу поголема работа завршија од колку денешните политичари. Тоа што на почетокот ние го направивме, се уште овие не можат сегашните генерации се препелкаат на тие темели, сака да кажете. Заправо тоа. Значи, ако можам да говорам за демократија, првиот парламентарен состав, јас тоа го нарекувам како македонската пролет на македонскиот политички плурализам. За тие 2 години Македонија што направи на основа на ангажман на сите политички фактори што се промовира во тоа време, формирањето на првата политичка влада од 1992 година нааму значеше пресврт во натамошниот развој. Тој успех, да го наречам, во тој период, тие 2 години, 3, каде го детектирате? Во ентузијазмот, во волјата? Не само ентузијазма, енергичност, подготвеност на луѓето, не на партиска политичка основа да градат перспективата на државата. Ние меѓу себе се расправавме до 12 сата, но кој ќе се договориме, гласавме сите политички партии и од ВМРО и некои се промовираа поединечни. Комунизмот се нарекуваше демократски централизам. Не демократски, него тоа беше широка расправа на различни субјекти со различни проекти, програми, различни идеолошки определби. Значи, суштината, знаете во што е? Ние бевме свесни
дека удираме темели на нешто значајно, правиме држава, нели паролата свој на својата. Големо чувство на одговорност. Со големо чувство на одговорност. Не беше битно кој на која политичка партија припаѓа. Тоа чувство почна да се гради од 1992 година, кога доминантни стана политичките партии и кога првата политичка влада во Македонија практично ја започна новата приказна, јас би рекол, за натамошниот небезбеден, несигурен, нестабилен развој. Добро, каде заталка тие политички генерации во трка по буџетот, по туѓите незаработени пари, кој го има буџетот, тој е стопан на државата? Видите, тоа денес уште повеќе изразено колку тогаш. Ние тогаш имавме чувство на припадност на држава. Денешните генерации имаат чувство на припадност на партија. Да, но во разговор со нив вака во интервјуа не може тоа да го разберат, не го прифаќаат ова што вие го зборувате сега. Кашете и анкетирате граѓаните, ако мене не верувате, ќе видите, значи денес човекот е војник на својата партија. Ние мислите дека правиме војници на својата држава, на општество, да градиме ново општество. Значи таа волја, ентузијазам, енергија, творечка извираше од луѓето што представуваа во собранието. Деноноќно работевме, знаете. До моментот кога почна и на едно етничка основа да се формираат политички партии, и Македонија денес завршува, да бидам конкретен во одговор на ова прашање. Ние денес немаме општество на рамноправни граѓани без оглед на етничката припадност. Ние денес имаме еден конгломерат на етнички заедници и суверенитетот на граѓаните, нели во уставот суверенитетот произлегува од граѓаните, се пренесува на собранието. Суверенитетот сега им припаѓа на етничките заедници, не на граѓаните. Значи денес е битно на која етничка заедница припаѓа. И според бројката на припадниците на етничките заедници, така се промовира и развојот на општеството. Една декада помиравме пред овај власт со режимот на Груевски. Држи ли овој термин режим за таа декада? Па, мислам, тоа не го кажавме ние. Оценка беше на меѓународната заедница дека во Македонија не се развива демократски односи, демократски процеси, туку едно авторитарно водење на општеството, кое само по себе диктира дека една мала група на луѓе узурпирале власта и одлучуваат врз основа на интересот на таа група луѓе и на таа политичка партија. Класично режим. Така, вие и нова социјалдемократска партија го донесовте на власт. Па него јас донес, граѓаните на Република Македонија го донесоа, а јас помогнав тој да стане премиер. Зошто? Заради тоа што ние излеговме сами на изборите, освоивме 7 мандати и ако да речеме одиумот на Лјупчо Георгиевски како, така да кажам, основоположник на ВМРО, ДПМН, дека е популист, националист и така натаму, не важеше за Груевски. Груевски во јавност имаше некоја друга слика. Технократ, менаџер, економист, способен. И на таа основа почна притисок. Ја тоа сум го кажал неколку пати до сега. Миловановиќ, тогашната амбасадорка на Соединените американски држави до Македонија ме убедуваше во 3 прилики, а јас веќе се откажав, си отидов у Грција на одмор, не се прекинав разговорите со Груевски, дека сепак Груевски е нешто друго. Груевски ќе работи за развој на економија, водеше трговијата, министр за финансии, сега води политичка партија, националистите се полека тргат на страна од фокусот на македонската јавност и дека посветен ќе биде на развојот, на економскиот развој на држава. Тоа беше за мене, познавајќи ги малку едните и другите, малку чудна оценка, но еве дадов шанса и еве ќе ти кажам како човек со кого се знаеме 100 години од македонската радио и телевизија. Единствената моја желба беше и на луѓето од Тројца околу мене да докажеме дека во Македонија левите и десните може да се работуваат ако е во интерес на државата. И тоа моје уверување траеше само 8 месеци од формирањето на влада. 8 или нешто повеќе, но дали Не, 8 месеци трае почна незадоволство, ескалира сукоби, натрево, коалиција. Излегува дека Америте се виновни што нели се инсталираше режим во Македонија на некој начин. Сакам да се шегувам малку. Таа 2006 година, 8 месеци го држевте после Груевски, распиша воредни избори. Се почувствувате ли и како поединеци, како партија измамени од страна на Груевски после изборите, бидејќи
веќе не бевте во игра за извршна власт? Не се Или виолесна, може би што... Не, ние јавно и отворено кажувавме околу неколку прашања што не се согласуваме. Прво инсистиравме во програмата на владата да два проекти, односно две клучни заложби наши да поминат бесплатно здравство и социјални пакети за најзагрозената категорија граѓани. Тој си фураше апсолутно класична десница, немаше чувство за тој тип на популизам. Немаше чувство, немаше сет за проблемите на најсиромашните луѓе, а тоа беше во битието на наша програма и правата на работници. Може би помага сега во Будимпешта на посиромашните слоеви. Со рамковниот преживеавме, ја препознавате ли од тогаш визијата за државата? Мораше ли да ни се случи 2001? Вие бевте сведок, значи, од распадот на Југославија, за која бевме принудени да излеземе на референдум и да направиме држава. Бевме истуркани буквално, иако имаше желба, нели, кај народот, кај македонците и така натаму. Но тој пат потоа, 10 години, дојдовме до 2001. Грешката беше во уставот, таа фабричка што некои ја нарекуваат. Не издржавте тогаш, каде беше Тито Петковски да превенира? Какви беа околностите? Тоа може да се види како сме гласале во собранието. Значи, јас сум еден од тие што се залагаше не треба да се забрани, да се укине универзитетот во Мала Речица. Мојата реченица... Тој не беше ни формиран, беше на диво, на тоа мислите, требаше да се легализира. Мојата реченица која многумина тогаш е повторува што повеќе писмени луѓе се инсталират во системот во општеството, толку повеќе разбирање меѓу луѓето. И секогаш и потпиша декларација собранието да донесе дека нема потреба да се интервенира, да се затвори универзитет. Се сеќам на причин, затоа ви го поставив тоа прашање. Да речам, ви должам една мала амнестија по тој повод, нели, во тоа парче. Но мораше ли сепак да се случи? Немаше доволно отпори, немаше доволно слух. Национализмот македонски доминираше ли во тој период до тој степен да не може да се види нашите сограѓани какви фрустрации носат во себе, не само поради образованието, во институциите, вработувањето и така натаму. Она на почетокот што и ти сам кажа дека срцевата мана, суштината на проблемот зачна од нашето самостојување. Кога се правеше уставот, огромен труд, енергија се вложи и на луѓе кои што се компетентни и стручни, но и политичка волја. ВМРО-ДПМН не сакаше да отстапи од теоријата Македонија да биде национална држава на македонците и заедница на сите национални малцинства. Немето го прегази тој концепт. Значи, а не можеше да се донесе без ВМРО-ДПМН. И тогаш, а и покасно, значи, основниот проблем од произлегува на овој план од моментот кога не можеа да ВМРО-ДПМН да убеди нити меѓународната и домашната јавност дека Македонија може да се конституира како едно национална држава, туку како заедница, општествена, равноправни граѓани без оглед на етничката припадност. Ова што сега го говорите, неодамна во владата на една тркалезна маса по повод 30 години од независноста што владата организираше, тогашниот лидер на партијата што ја спомнавте на ВМРО-ДПМН ги призна своите тогашни грешки, дури малку на изненадување на јавноста, многу имплицитно, многу јасно, многу чисто, кажа дека да, со овој памет е и кај него, може би лично како политичар, може би од други побуди, не навлегувам, сега се занимава повеќе со бизнис, веројатно него со политика, има некаква трансформација во тој однос. Се граѓанизирали конечно македонското општество. И македонската држава, но и македонското општество. Мислам дека тоа е невозможна мисија за Македонија, извинете. Сакам да го објаснам малку. За што зборуваме? Говори дали се граѓанизира македонското општество. Македонија наместо да се гради како општество на равноправни граѓани, започна да се гради како општество на равноправни етнички заедници. Ако суверенитетот припаѓа на граѓаните, произлегува и припаѓа на граѓаните, етничките заедници ги уживаат етничките права
А граѓаните, општеството мора да почива на равноправност на граѓаните независно од етничката припадност. Значи Македонија се профилираше на самиот старт како држава како цивилна држава, не цивилно општество, во која ќе се градат односи на равноправни граѓани. Никаде особено од државите што произлегува од поранешниот социјалистички блок, никаде трансформацијата не можела така брзо да настане, доколку во центарот на вниманието не е човекот. Изгубивме човекот, изгубивме перспектива. Добро, ние може би како држава сме малку поспецифични во однос на етникумите, но може ли да констатираме дека ова што вие го говорите дека е држава на етникуми, а не на граѓаните, дека е тоа некоја преодна фаза. Ние имаме две тези сега, едната што е турка владеачката партија, Социјалдемократскиот сојуз, едно општество за сите, и втората која произлезе од кандидатот за председател на Алијансата, ми се чини, на албанците на минатите председателски избори, кој рече да, едно општество за сите, но пред се една држава за сите. Има ли шанса Македонија, дури и сегашната опозиција на чело со ВМРО-ДПМН, предизборно пропагираше еден слоган еднакво за сите? Што е Македонија припаѓа на сите, што малку ментално и тие менуваат својот дискурс, дали е тоа само вербално или е навистина сакаат, затоа што нема друг пат освен градење граѓанско општество. Вие велите нема шанси, илузија е. Толку ли се силни тие етноблокови да не може да се разбијат полека и да ви кажам, ако во центарот на внимание го ставиме човекот со неговите способности, слободи, права и така натаму. Се извинувам, но за до тоа да дојдеме, треба прво институциите да одговорат на правичната застапеност на образованието, на еднаквост на сите до јавните ресурси. Во тај смисла зборувам. Не мислев да реченицата ќе помогне, мислам, ако ја искажам до крај. Но во моментот кога почна да се формираат партии на една етничка основа, не може да најдете начин посилно да мобилизирате граѓани на социјална, ако сакате класна основа, отколку што е тоа мобилизација на етничка основа. Па вклучително неодамна слушам во еден кандидат во шутка говори, ние ромите треба сите се обединиме, само бројката може да ни го промени статус. Добро. Значи човекот е втор план, на преден план е етничката. Да, но дали таа етничка заедница во Македонија, која се уште фрустрирано се чувства дека недоволно учествува во јавниот живот, во институциите и така натаму, затоа што има малку вработување на роми можеби во институциите. Прво таа борба да извојуваат, после, нели, кога ќе речат сега сите сме еднакви, имаме еднакви шанси на тој квантитет, сега треба да се надградува со квалитет. Дали е тоа можно или вие тука гледате бетон нема напредок за Македонија? Не, напредок мора да има. Јас говорам из ова перспектива како досега се развиваше македонското општество. На што се ставаше акцентот. Еве сами реков, вработување. Ако не си член на политичка партија, тешко може да дојдеш до работно место, до напредување, школување, запишување на универзитет и така натаму и така натаму. Значи, главниот збор, а партиите се ставени на етничка основа. Како што истиот пример, Бугарија денес го испорачува прашањето, отстапија малку од оние историски, национални, културни прашања и говорат на преден план е правата на бугарската етничка заедница во Македонија. Тоа е преку тараби гледање, а кај не врие во подконтекст на нееднаквоста по етничка линија. Не само македонците, таму јавно во медиумите уште ромите ги викаат цигани на кои овие реагираат, но никој не и политичарите употребуваат тој говор на омраза веќе, но Значи, ја зошто реков неводбана виција. Во светот политичката нација се гради макотрпно со многу години. Што значи? Сите припадници на етнички, на различни етнички заедници да чувствуваат Македонија како собствена татковина. Принципот на мериот, на способност, на квалитет да биде одлучувачки фактор на сите позиции кај што се создаваат нови вредности, се креира политика, култура и така натаму. А не самата припадност. Како што тие викат, нема Бугарија сега
на ръководни места, немало политика, немало банки, немало институции. Истиот случај беше со Албанците на почетокот. Тоа беше основниот проблем. Значи, сега веќе работите добиваат некоја поблага форма во создавањето на услови за заеднички живот. И мене многу ми се допадна идејата на СДС, ама жал ми е што некои почна да ја дискредитира општество за сите. Едно општество за сите, сите припаѓаме одека на овој простор, дишеме исти воздух, споделуваме исти проблеми и така натаму. Да, но ќе кажем и една држава за сите, тоа подразбира сите сме еднакви пред законот, сите имаме право на ова, дека нема врска мито, корупција и така натаму, нели? Преспанскиот многу погрешивме како држава или малку погрешивме? И ако сега морам меѓу тие два одговора да го барам, оно што мене ми е прифатлив, малку погрешивме. Бидејќи сепак го направивме она што мораше да го направиме. 28 години Грција го оспоруваше нашето членство и во НАТО и Европската унија. Познато е дека со дисолуција на некојашна Југославија, Грција веќе северниот дел го прогласи за Македонија, аеродромот за Македонија и така натаму. Тој процес, веројатно благодарејќи на помудрата и поискусна грчка дипломатија го почне уште 88 година. Така е. Уште кога насетија дека од Југославија не бидува веќе ништо. Така е. И 92 ни го симна името во економската заедница во Лисабон. И И колку е тоа чекор напред од Лисабонската декларација, така ли? Името Македонија да се брише. Тоа меѓународната заедница полека почна да го прифаќа како нешто нормално. Добро, сега се врати председателот Пендаровски од Атина. Практично со празни раце, таков е мојот впечаток, нека ми прости и тој. Ниту таблите се променија таму, ниту собранието, нивниот парламент е 3 меморандуми не ги подпиша, не ги верификува уште, не ги ратификува уште. Не ги ратификува двете. Дали е таа шминка само посетава, фиаско ли е, како може да оцениме во некои нормални околности, иако символично сама по себе, претпоставам дека е голема, затоа што првпат на таква високо ниво се среќаваат, нели, македонски и грчки председател на, како се вели, на нивна почва. Мислам дека е чекор напред. Бидејќи сепак, кој ќе седнат да разговараат првите луѓе на државата, самиот колку да е символичен чин од оваа перспективи, ако ништо од морален аспект има тоа врска едниот и другиот председател пред сопствените граѓани да градат сосема други позиции, конструктивни, европски. И пред меѓународна заедница и учесниците на помагачите на Преспанскиот договор. Така да тоа е чекор напред и не е исто со било кој од другите договори. Преспанскиот договор отвори широки можности на Македонија, па дури да си зема за право и премиерот Мицотакис да искритикува Бугарија за нејзината конзервативна политика, регресивна кон Македонија, дека ќе стои цврсто зад Македонија и така натаму. Тоа практично влијае на односите меѓу Бугарија и Грција. Сакав јас да ја отворам темата Бугарија, но еве вие ја отворивте завршувајќи со темата Грција. Таму рампата е на многу ниско ниво. Се има чувство дека и со овен тек на неа, дека тешко може да крене, дури ни се поангажираната американска дипломатија за мимикриите бриселски и европски, не сегам да елаборирам. Кои се вашите прогнози? Ги знаете проблемите на Бугарија и пропагандата децениска таму за македонизмот и антимакедонизмот, уште од времето на Цола Драгојчева, па Божидар Димитров, академикот, и предходната, па сега со тој еден Живковизам, не сакам за Каракачанов да зборувам. Има ли ментална можност бугарското општество да покрене бугарската политика со помош еве сега и на Брисел, може би нешто и сега во Брдока и крај денеска уште со амбасадорите, деновиве, нели, и председателството на Словенија. Има ли било какви шанси нешто да се најде некаков компромис, барем да почнат преговорите? Виде, ако гледавме од почетокот на блокадата на Бугарија,
Ако ја гледавме реториката на нивните политичари и државници, крајно непријателска, дури фашизоидна и така натаму, понижувачка кон Македонија, не постојат македонци, не постои македонски јазик и така натаму, до она што денес официјално председателот на Бугарија го говори, па дури онај екстремен Ковачев, европратеник, говорат дека нема други проблеми Бугарија со Македонија, освен со правата на бугарите во Македонија. На пиедестал и издигнато прашањето правата... Историјата тргна на страна. Тргна на страна историја, тргна јазични проблеми, тргна култура. Знаете дека малку, мисли дека малку се удрени понос од меѓународната заедница? Па видете, и американците и европејците постојано повторуваат. Не може во преговарачката рамка да ги држите билатералните спорови меѓу двете држави, историски, културни, идентитетски и така натаму. Тоа е прашање кое вие како две равноправни држави ќе си го решавате. Впрочем, тие не се територијални проблеми, па да има проблем некаков. Токму така, значи, дајте да разговараме за проблемите кои што имаат европска димензија, односно дали се работи за правна држава, демократија, слободи и права. И тие тука се фат. Бугарите во Македонија над 120.000 колку ги има, тие се врши притисок да се македонизираат, да се откажат од бугарската припадност. Бугарите лечат еден собствен комплекс. Тие мислеја дека со масовното издавање на бугарски пасоши на македонски граѓани ќе ги придобијат македонските граѓани. Но заборавија дека тоа се така наречени транзитни пасоши, нели? Само поминуваат. Веројатно заборавија дека една Шведска или една Германија не нуди ако кажеш дека си швеѓанец или германец да ти даде пасош. Да. Бугарите таква можност дадоа, дојдете земаат пасош. Се предува во проценката. Ќе покаже. И мислам дека потоа имаше некои афери таму, може и во бизнис влезе еден дел од тие пасоши таму. Па тоа е не за бизнис луѓето ги зема пасоши, тоа ти обезбедува. Мислам за тие давачите на пасоши. Тоа па не, кај Каракачанов 500 евра се наплаќаше за пасош. Пукна некоја афера. Сега пописот веројатно партијата на бугарите во Македонија, ГДУ, нивниот председател изјави дека нема да го признаат пописот. Јас се пошегував дека пописот нема ни да ги признае, нивната партија. Да, го прочитав. Што мислите, може ли да лицитираме со бројка на пописов? Колку ќе се окуражат ако се толку фрустрирани бугарите во Македонија, па се плашат да кажат дека се бугари? Ќе има ли таква појава или мислите дека пописот е ментално слободен, но тој секој може да се изјасни тоа што е? Прво, ќе одговорам на ова прашање. Во меѓународните односи, уредувањето по меѓународното право, уредувањето на односите меѓу две држави мора да се прави на принцип на реципроцитет. Не може он да говори дека македонците не сме да се прикажуваат во Бугарија како македонци, а инсистира бугарите во Македонија да се прикажуваат. Се извинувам, да не забораваме еден факт што мислам дека многумина го простете на забелешкава. Тие се во клубот Европска унија. Ние сме надвор. Тој клуб си има некои своји инструменти и така натаму. Но во рамките на Обединените нации, да, таа теза е меѓународно афирмирана. Ама тоа важи во Европа и во земјите во Европската унија. Прашањето на консенсус оценува додека не ја нагазат, нели, да не може да дише. Игра на погрешна карта видува дека се изјавува таа работа. И си направија лош имидж во рамките на Европа и воопшто. Со пасоши, второ, мислеа ќе ги подмитат македонци, тие веднаш ќе се прикажат како бугари. А сега, дали и колку ќе се прикажат? Ако земеме, например, каков е одгласот на граѓаните со бугарска етничка припадност кон, да речеме, парламентарните избори и бугарската партија во Македонија. 3000 гласа. 3000 гласа. Значи, 3 почти 9000 легитимно се изјасниле на некој начин, со семејство. Ако гледате пописот во Бугарија, кој што едновремено и со Македонија, сега го продолжија за 10 дена, мислам така, дека негде околу 750 луѓе, 800, се декларирана дека се бугари. Значи, ајде нека биде онаа бројка првата колку бугари гласале во Македонија на парламентарните избори. Сепак тоа е тајно, нели? Тоа е тајно, човек гласа за таа, па не мора прикажа ни етничка припадност. Ама овдека мора да ја прикажеш твојата етничка припадност на попишувачот. Не верувам дека бројката што тие ја заговарат
ќе биде огромна, одно 120.000 луѓе. Ако тие 120.000 луѓе што зеле бугарски пасоши не испаднат на пописот декларирани дека се бугари, тие нема да го признаат пописот. Меѓутоа, мојата информација е последна од еден мој пријател, европратеник од Германија, говори дека за вас е најбитно Евростат да го прогласи пописот за успешен. Што ќе кажат бугари? Па нели и кајнат, еве, турска партија, а што ја знам некои други партии, и бошнечки. Ако не нема толку, не го признаеме пописот. Наши виселеници во Австралија, поготово бойкот, не знам, во смисла на евиденција, нели? И не може да се направи фалсификат пописот. Тука се укрстување се некаде 18 бази на податоци, плюс теренски попишувачи. Второ, врзаниот подпис исто така е некаква гаранција да се контролират меѓу себе внатре во институцијата луѓето. Бугарија ја спушти, го спушти гардот сега Ептен, но мислам доки главниот проблем не е Бугарија за Македонија. Јас тоа го тврдам пред 10 Јас сакам да завршам со тоа. Што имате против Германија и Меркел? Не имам ништо против Германија и Франција. Само знам дека ова е игра на големите сили. Па 2017... Ако е така, Петковски, следам и вашите написи и ако е така, зошто тогаш упорно инсистираме сега да почнеме преговори, ако знаеме дека една Германија и една Франција не се расположени за тоа, дали и тоа е причината што ја закача Албанија за Македонија и никако не откачува, дури и еврокомесарката овде рече дека не треба да се одвојат двете држави, ја држиме ли и ние или преку нас и Албанија во залог? Мислам дека голема грешка ќе биде на Европската унија ако тие секогаш до сега проширувањето биле во пакет, најмалку две држави. Значи, никогаш поединечно една земја не примиле. Така и сега. Но откачувањето на едната или на другата земја не е добро. Нити за регионот, не е добро, ниту за Европската унија. Таа е безбедносна смисла. Од безбедност. Тогаш ќе пенетрираат сосема други сили. Но Албанија е заложник практично на состојбата на Македонија. Не? Или Албанија не ја сака толку, не ја љубат, колку исто како и Македонија во крајна линија, заради економските, демократските, не знам, стандарди, социјалните проблеми и така натаму, тоа ли е причината или нешто друго? Мислам дека клучната причина ја кажа Макрон 2019 година кога ја откачи Македонија, кога стави Франција вето. Не може сега Меркел и Макрон сега ќе посредуваат меѓу Бугарија и Македонија да се надмине спорот, истите тие кои ја држат рампата. Секогаш било. Тие сега, доколку имат искрена желба, нели се веќе се издвоја Франција, Германија, Холандија, Данска, дека не сакат проширување. Доколку тие искрена намер имат Македонија да ја примат и Албанија, најефикасно е да ги удри бугарите по джеп. Нека им само една транша, да речеме, не мора многу пари, 500 милиони, да им рекат, извинете, да ми кажат, не можеме ова година до година, да видиш ке рече, има ли уште да примиме од тамо од балкона, дајте и Босна да ја примиме. Нема единство во Унијата, нема волја за проширување. Дојдовме пред крај на мисијата, локалниве, за Тито Петковски, која опција, бидејќи ова се локални избори, но практично наликуваат на парламентарни ниво кампањата и на ниво на територија, локалните, условно да речем, партиски шерифи и кандидати не трчаат во рамките на својата општина да се промовираат, туку тоа го прават партиските централи, како и, впрочем, и секогаш до сега. Нели? Ова се подготовка за парламентарни избори. Прво за локалниве. Кој е вашиот фаворит, објективно вака гледано, вашата анализа што кажува сега, во овој момент? Јас го делам твоето мислење кога говорам за карактерот на локалните избори. Локалните избори тука не се дели политика, не се надмудруваат со политички програми, идеолошки, партиски, така натаму. Тоа е битка на менаџери, на способни луѓе кои што може да управуваат со градот, со општината, да го направат животот поубав здравство, образование, комунали и така натаму. Што кажуваат вашите антени, вашиот сенс политички, кој ќе победи на 17? Кој ќе освои најмногу гласови? Па сега знаете, ако... Ама не, веројатно групацијата на СДСМ ќе освои повеќе гласови.
Ке нема предвремен избор. Ништо тоа не е сигурно. Дали нема предвремен избор. Ако има, да речеме, опозицијата, ако освои повеќе глас, вкупно опозицијата, говорам овдека ВМРО, па албанскиот кампус на партии што се во опозиција и така надаму, тогаш тоа не е исклучува можната за предвремен избор. Ке почне собирање масовно делегитимација на ова власт, ако нема на локално ниво власт, тоа нема врска со политиката. Тоа само говори колку немаме политичка култура да ги одвои. Никаде во свет вие нема да видите растрчан премиер, министри, председател на партија за време на локални избори. Тамо сидат луѓето, се надпреварат кој поубави проекти. Излегува кај нас не си ги знаат кандидатите од лидерите на Не ги партиите. знаат кого пуштат, само ги пуштат Мицковски што ќе каже, Заев што ќе каже и они малку нешто. Така, Тито Петковски, председател на партија, активен пензионер или само пензионер? Активен пензионер и председател на политичка партија, уште до година, уште една година ми истекува мандат. Не би се ја кандидирал, не знам, една прилика, мислам и ти кажав. Кога почнаа приказните околу една изборна единица и самостоен настап на политичките партии, на изборите, без прак за влесум, моите луѓе од партијата проценија дека ја им требам во такви услови, имат поголеми шанси со мене. Тоа беше причината да се нафатам да ја водам партијата. Иначе уште пред 3 години јас си решив да си одам од политиката. Активна. Цивил прес студио, Петковски ви благодарам. Благодарам и јас на поканата.